Почитувани гледачи, добро вечер, отворено за емисија на телевизија Тиквешија. Денеска мој соговорник и гостин на вашите телевизиски приемници, господинот Бетијан Китев, кандидат за градоначалник на Социјалдемократскиот сојуз на Кавадарци за престојните локални избори. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Декември завршува, господин Бетијан, јануар, февруар, март. Значи, како оди времето, така наближуваме кон локалните избори 2012-13 година. Затоа ќе зборуваме во оваа емисија и вие во изминатиот период започнавте всушност неофицијално една кампања или средба со граѓаните. Дали сте уморени, почетка да ја прашам? Да ви се заблагодарам за поканата. Правиме еден континуитет на редовни средби во локалната телевизија, во телевизија Тиквешија, кои што сметам дека се средби од исклучително значење, прво заради добро информирање на јавноста од една страна, а од друга страна преку најизменични актуелни теми и прашања можеме да одговориме на се она што сметаме дека за Кавадарци е битно и значајно во моментот. Дали сум уморен? Не сум уморен, апсолутно имам полн капацитет на енергија, бев сосема свесен, бев сосема спремен пред да влезам во внатре-партијско лобирање во самата партија во СДСМ околу издействувањето на можна кандидатура и сега веќе кога сум кандидат на СДСМ и на Сојузот за еднината, како широка опозициона коалиција, можам да ви кажам дека ентузијазмот, желбата, залагањето се од ден на ден кај мене се поголеми, а тоа пред се е резултат на расположението на прифатеноста моја од страна на граѓаните и на вкупната коалиција и сметам дека како ќе минува времето, така и активностите ќе се зголемуваат, темпото ќе станува многу поинтензивно, но од друга страна од ден на ден ќе бидеме се поблиску и до изборната победа. Добро, младоста е на ваша страна и затоа имате енергија и ентузијазам. Меѓутоа многу уште ви предстои во делот на посетите. Меѓутоа вие значаен дел од нашите села и од местните заедници во Кавадарци ги посетите веќе. Ние дури ве следевме во еден дел на вашите активности и гледам дека буквално сте непосредни секој ден со граѓаните. Кажете ми докаде е стигнат вашиот план и програма во таа смисла и што ви останува? Значи, во таа смисла ние веќе имавме за јавноста информативно една пресконференција минатата недела, на која што и телевизија Тиквешија беше присутна. На пресконференцијата информиравме, всушност информиравме докаде е проектот Отвори врата за еднината, проект кој што стартувајќи од 1 октомври беше замислен како директен непосреден контакт со нашите граѓани во сите села, во сите мала, во сите градски и рурални средини, без при тоа да го делиме народот, без при тоа да правиме некаква парцијалност во посетите. Едноставно идејата беше во сите рурални, во сите градски урбани заедници да сме во директен контакт со граѓаните, да слушниме што мислат нашите сограѓани, да ни дадат јасен правец во кој дел треба, односно и да ни помогнат и во периодот сега кога веќе почнавме со пишувањето на програмата, значи заеднички да ги утврдиме приоритетите за наредниот 4-годишен период и од друга страна цениме, мислиме дека во овој период кога се по-жесток, се по-масовен е тој притисок врз медиумите, најдобра шанса за водење на кампања е теренската кампања, посебно онаа кампања кога директно со граѓаните ќе може да исконтактираме и да слушниме како тие размислуваат, да ни дадат и во тој дел јасен правец, ние да си го кажеме нашето, они нивното и да најдеме некаков заеднички компромис за тоа во кој правец општина Кавадарци треба се движи наредниот период. Повторно ќе кажам, без при тоа да бираме или без при тоа да прескокнуваме во тие можни средби со евентуалните наши политички противници. Од друга страна, значи јасно сакам да потенцирам дека тоа го кажувам и постојано, еве веќе 63-4 дена активно на терен веќе од 1 октомври кога стартува кампањата, дека суштината, функцијата на локалните избори е да оние кои се кандидати, оние кои што до прва ќе бидат официализирани во таа трка, нашата заедничка цел според мене е да не се дели народот. Бидејќи се овоа локални избори, каде што интерес имаат вкупно сите жители на општина Кавадарци. Тука тешко може да имаме идеолошки теми, тешко може да имаме теми кои што може да не раздвојуваат. Секој сака да има
јака, здрава, издржана комунална програма, секој сака да има капитални инвестиции, добар развиен спорт и мислам дека тоа се прашање околу кои што како кандидати не би требало да спориме. Сигурно дека ќе се јават спорови, јас упорно повикувам и сметам дека наредниот период кој ќе се отвори една поинтензивна, пожестока политичка дебата, да едноставно околу овие прашања кои што се приоритети да немаме разлики. Ќе видиме дали тоа во пракса така ќе биде. За мене е од исклучително значење што овие средби се би рекол како еден посебно пријатен, посебно добар момент, прво за да се стекне со изворно знаење од состојбите на терена, од друга страна да сватат граѓаните дека оние кои што се во политика, посебно еве сега во овој случај се земам самиот јас како директен инволвиран во политичката ситуација пред се заради кандидатурата, значи политичарите постојат заради народот и едноставно нивната функција е да ги решаваат проблемите на народот. Се друго е гола политика и од тој аспект сметам дека движењето по различни урбани заедници, одењето од куќа на куќа, разговарањето со луѓето за нивните проблеми, сметам дека на крајот ќе резултира, повторно ќе кажам, со успех. Тој успех го темелам на актуелното расположение, на анкетите што ги прави партијата и на крајот на краиштата не треба да си кој знае каков експерт, едноставно да видиш дека целата ситуација оди кон политички промени. Дали се искрени и слободни луѓето да дискутираат и да дебатираат за разни отворени прашања? Имате ли обструкции на терен? Кратки, меѓутоа суштински прашања. Мислам дека главната обструкција, ако можам така да го дефинирам, во овој период од веќе 60 на дена интензивна кампања на терен, се согледува и може да ја видиме во делот на постоењето на исклучително изразен степен на страв кај самите наши сограѓани. Стравот потекнува, би рекол, директно од мерките кои што ги пласира власта. Значи, сите оние фамилии, сите оние семејства кои што нивните роднини, нивните синови, черки се директно инволвирани во општинска администрација, во јавен сектор, во се она што значи раководење на поодделна институција која што е под капата на буџетот на државата или на буџетот на општината, таму се чувствува голема доза на страв. Тие средби не дека не ги реализираме, но едноставно тие средби мора да поминат тајно, без многу сознанија и со едно обострано, двострано ветување дека за тие средби ниту ние, ниту пак таа фамилија, тие фамилии ќе информираат дека дошло до посета. Таквиот начин на, би рекол, на еден прилично изразен висок степен на страв ми дава до сознание дека од една страна демократските процеси не само во државата, туку сериозно и Кавадарци е вклучен во тој тренд на, би рекол, плашење или уплашеност на народот во период пред избори, и тоа од друга страна дава и дополнителен еден мотив зошто всушност и ние постојано бараме политичка смена на актуелната политичка гарнитура. Сметаме и мислиме дека народот мора да биде ослободен од таквиот страв и да знае дека и власта, но и народот дека со страв власт не се задржува. Нема таква власт во светот која што се одржала врз база на стравот. Тоа може да биде краткорочно, може да биде на среден рок, но никогаш не на долг рок. Така да тој аспект и на граѓаните постојано во тие средби им кажувам, но и еве сега и преку вашата телевизија им порачувам да се ослободат колку што е можно повеќе од тоа. Ниту нашата интенција е да повикаме на некаква, би рекол, ситуација која што ќе ги стави во непријатна ситуација граѓаните, но од друга страна ниту пак позициите на власта не би требало да бидат во таа насока да со страв ја задржат власта. Заради тоа што треба да бидеме свесни дека власта е менлива и минлива. И од тој аспект секој треба да знае дека треба да ги помине скалилата. Тоа што сум јас сега опозиција, луѓето од власта треба да знаат дека они ќе бидат опозиција. Прашањето колку ќе биде нивната опозиција долга, колку ќе биде нашата власт долга, е прашање на тактики, на време и на крајот на краишта прашање на одлука на народот. Речете ми, да, што бараат граѓаните кога ќе ве сретнат и кога ќе ве видат, вие им барате нормално мислење нивно, што тие најчесто сакаат да им исполните како идентен началник? Диапазонот на барањата е прилично широк.
во тој ако тргнеме од еден момент дека нашите сограѓани всушност најмногу ги мачи вработувањето. Нема куќа во која што влегов во овие 2 месеца, дали тоа во селата, дали тука во градот, која што не го спомнала проблемот со вработувањето. Едноставно Кавадарци како индустријски град, како стопански град, настарна од оваа позиција која што имаме со лозарството, главен, основен би рекол сарком е токму немањето шанса за добивање на нови работни места, а потоа следат сите оние би рекол проблеми од комуналната сфера. Дали со водоснабдувањето, дали со раскопаните улици, со би рекол неинвестирањето во поодделни области како што е би рекол културата, спортот посебно и така натаму. Сето тоа се теми кои што ги интересира граѓаните и кои што сакаат да знаат дали во догледен период локалната самоуправа, сегашна, актуелна, наредната со политичките промени, ќе издействува подобра атмосфера во сите овие сфери. Така да се обидуваме да одговориме, пред се тука мојата улога да одговорам и на сите оние прашања кои што не се во директна надлежност на локалната самоуправа, заради тоа што моја обврска е сега да го слушам народот. Моја обврска ќе биде и понатаму да го слушам народот и оној момент кој ќе бидам избран. Заради тоа што тоа е основна функција на политичарот. Но сепак потенцираме онаму каде што надлежноста на локалната самоуправа прекинува, да сепак редно е да кажеме дека во тој дел ние всушност се бориме, се залагаме и бараме политички мандат за решавање на оние состојби кои што се во директна корелација со она што значи одговорности и надлежности на општина Кавадарци. Се она што е надвор од таа рамка е политика на владата, односно на извршната власт. И мислам дека во тој еден процес на комуникација со граѓаните и нашите граѓани, но и ние лично се обидуваме да воспоставиме комуникација преку која што ќе ги лоцираме, а од друга страна и ќе понудиме конкретни излизни решенија за сите оние горливи проблеми кои што се во Кавадарци. Може и да ве прашам да го искористам вашето присуство. Имате ли активности на ниво на општинска организација на СДСМ Кавадарци? Неодамна присуствувавме на една пресконференција на женскиот дел од членството ваше и ве молам како се другите структури вклучени во оваа активност сега? И значи клубот на жени и клубот на млади, советодавното тело, значи сите оние функционери на СДСМ кои што од 90-тите години па до денес биле на раководни позиции во партијата, сите комисии внатре се ставени во работат под полна парија, секојдневно се состануваме и имаме некакви средби со најразлични целни групи. Така? Значи, кога велам некакви средби, тука мислам на оние средби кои што се исклучително важни и за мене, но и за целата коалиција. Дали е тоа со лозарите, денес ќе имаме со стечајците, наредниот период ќе имаме со истакнати докажани спортисти. Значи, сакам да кажам дека континуираното интензивно работење и во партиските простории не застанува и сметам дека таквиот комбиниран пристап преку партиската активност, теренската работа, моите настапи на медиуми можат да дадат еден, односно да бидат добар предвестник за добар резултат. Повторно ќе кажам, кога велам добар резултат, мислам на победа на локалните избори и целата партија Социјалдемократски сојуз на Македонија заедно со Сојузот на еднината, со сите неизини коалициони партнери кои што се сега вклучени во таа опозициона широка коалиција, едноставно стојат позади мене и нестрпливи сме да почне и конечно официјалната кампања. Бидејќи сметаме, мислиме дека периодот за, би рекол, експериментирање или за импровизирање во политиката помина и дека е време правите луѓе во политиката да ја превземат власт и едноставно да му овозможат на народот подобар и поквалитетен живот. Како наближува времето, господин Бетијан, така кон изборите, сакам да кажам, локални, така се зголемува бројот или се по-често на површината излегуваат вашите против кандидати. Неодамна еден ваш поранешен член и партиски лидер на општинската организација, господин Ташо Радњански, ја објави својата независна кандидатура и не само тој, се најавуваат и други независни кандидатури на ниво на општина Кавадарци. Дали ова мода, дали ова тренд или пак е некој нов политички порив на нашето политичко милје, ве молам, сакам за коментар да го чувам вашето мислење во врска со ова.
и да не ми го поставив така прашање, јас ќе инсистирав заради тоа што сметав дека е тоа исклучително битна тема. Добре. Во период кога сите се занимаваме со политиките на ВМРО ДПМН, се јавуваат луѓе кои што се одеднаш внатре од партијата се занимаваат со политиките на СДСМ и на коалицијата. Мислам дека има тука многу симптоматични елементи кои што треба да ги продискутираме околу тие независни кандидатури, кои што гледам се, кои вие велите тренд мода, помодарство ли е, некоја би рекол импровизација политичка ли е, паушални ли се тоа најави, ќе видиме каква ќе биде тоа на крајот комбинација, но сметам дека таквиот тренд не само во Кавадарци, туку еве гледам и во други општини сега се случува. Тврдам, убеден сум, го спомнавте колегата Раѓански. Да, неговата беше јавно обелоденета. Неговата јавно обелоденета, јас со него неколку пати разговарав, бидејќи сме колеги во Советот, имаме солидна добра комуникација и кандидатурата негова за мене не беше изненадување во тој дел заради тоа што од поодамна имаше такви намери, барем мене лично ми го има тоа кажано соопштено. Неколку пати му кажав да размисли добро, бидејќи треба сепак кога влегувате во едно такво политичко раскрстување на работите, треба да бидете свесен во каков правец тргнувате. И од тој аспект мислам дека не само неговата кандидатура, но и сите овие останати кандидатури кои што сега лепдат во воздухот. Да, и се за некои вие знаете, за некои јас знам, нема, мислам, додека не бидат официализирани, не ги коментираме, ако ќе бидат официализирани, ќе им дадеме сериозен, директен, конкретен одговор. Мислам дека моето мислење, длабоко убедување околу било какви независни кандидатури, сметам дека се тоа кандидатури позади кои што дефинитивно дебело има умешано прсти власта и евентуално дел од полициските структури. Не постои друга варијанта во оваа држава. После 7 години власт на ВМРО ДПМН да некој се занимава со состојбите внатре во опозицијата. Зошто? Затоа што е симптоматично едно прашање. Зошто се јавуваат независни кандидатури само од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? Ева, ајде и тоа да го отвориме. Како тоа ниту еден не се јави до сега независен од Демократскиот сојуз на Павле Трајанов или Лилјана Поповска или ВМРО ДПМН, ако сакате. Само се јавуваат независни кандидатури на луѓе повредени по најразлични основи. Незадоволни така. Внатре во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Затоа велам дека е тоа комбинација од умешаност на власта и на дел од структури кои што имаат интерес да јавноста постојано ја држат во една тензија и да ја кажат дека во Социјалдемократскиот сојуз нема единство, дека таму се, не знам, постојано отворени тие кадровски дилеми и прашања, што не е всушност така. Зошто е тоа така, пак ќе кажам, моето убедување е дека ВМРО ДПМН нема друга алтернатива, нема друга шанса освен да чепне по бирачкото тело и по оние луѓе, би рекол, кои што се повеќе ранливи во Социјалдемократскиот сојуз по најразлични основи и нив да ги абсорбира како еден материјал кој што утре ќе им послужи за, би рекол, водење на кампања која што би ја водела некаква опозиција внатре во опозицијата. Може би е тоа ептен сега филозофски кажано, но од друга страна мислам дека и гледачите кои ќе гледат емисијата ќе разберат дека не постои друга алтернатива на ВМРО ДПМН освен СДСМ и широката коалиција сега што е Сојуз за еднината. Се друго е бледа, гола, би рекол, интервенција една која што на долг рок нема да даде резултат. Нема да бидат земени гласови. Затоа председателот Бранко Црвенковски неколку пати јавно потенцираше. Тоа го кажавме и на пресконференцијата дека секој оној од редовите на СДСМ кој што ќе се обиде, кој што ќе се впушти во политичка кампања против коалицијата, не против СДСМ, против коалицијата Сојуз за еднина, бидејќи тука партиципира и гласачко тело на други релевантни партии. Тука е ВМРО Народна, тука е Либерална партија, НСДП, Либерално-демократска партија, етничките партии. Значи, секој оној кој ќе се впушти во, би рекол, влечење, односно во губење на опозицијскиот правец, на тие гласови ќе се соочи, би рекол, со гневот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и едноставно ќе го третираме како
непријател, политички се разбира, да. исто како што тоа е денеска ВМРО ДПМН со неговите политики. Така да во не е тоа би рекол закана или не знам предупредување, но едноставно го искажуваме ние нашиот став. Ако можат оние независни кандидати кои што сега ќе ги форсира ВМРО ДПМН до крај, да испаднат, да го кажат својот став, да едноставно јавноста види дека постои едноставно некаква ситуација која што не ги собира, не го окрупно во опозицијското тело, туку го ситни, едноставно и ние по друга страна имаме шанса да ги демистифицираме таквите најави и да кажеме зашто всушност се работи. Јас сакам да ви кажам дека дефинитивно е сосема јасно дека во Република Македонија, посебно после овие сега последни настани околу недобивањето на датум за преговори. Да, и околу интензивирањето на евентуално повторно дадената можност за предвремени парламентарни избори. Се поизвестна е таа варијанта. Значи сите овие што ќе одат како независни кандидати треба да бидат свесни дека ќе дојде до политичка промена на власта. Сакале тие или не. И дека повторно ќе треба да се соочат токму со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и со сите оние, би рекол, структури со кои што они некогаш соработувале. Сеедно кои се тие кандидати. Можно е, не велам, да и нанесат штета на партијата, па дури тоа биле и 100 гласа. Така е. Но од друга страна треба да бидат и свесни дека таквиот процес може едноставно да биде долгорочно запечатување на нивните политички кариери и од друга страна да едноставно бидат ставени они во многу незгодна ситуација. Така да сметам и сум убеден дека независните така наречени кандидатури се кандидатури од кои што чарчи има само ВМРО ДПМН. Никој друг. Зошто? Затоа што е сосема јасно, господине Маријан Димитров, дека во период на силна поларизација, на двоењето на политичкиот простор во Република Македонија помеѓу СДСМ и Сојузот за иднината како голема коалиција од една страна и ВМРО ДПМН и неговата коалиција од друга страна, не е возможно да се појави независна кандидатура. Има ли денес, ево отворено да го поставам прашањето, независен кандидат за градоначалник победено? 2009 година ниту еден не победи. Јасно е дека трендот оди натаму. И трендот оди натаму. И сега не 5-10 да се јават независни кандидати, нема да победат. Ќе направат штета. Точно е, објективно е тоа, но нема да победат. Се што е целта во политичкото дејствување? Да овозможите поширокиот интерес на народот да се случи, а тоа е да се промени власта на ВМРО ДПМН со вашето учество, со вашето директно би рекол политичко ангажирање или да му направите корис на партијата на власт. Мислите дека неопределените ќе се решат за независност? Не, апсолутно мислам дека народот е доста умен, политички образован и знае и самиот е свесен дека тоа се двете варијанти. Јасно. У СДСМ и коалицијата или ВМРО ДПМН. Точно. Се друго што ќе испадне на политичката сцена е за почитување, е за респект, но треба да бидеме свесни и да ни биде јасно дека таквите структури нема да имат шанса за било какво, би рекол, политичко компетентно надпреварување. Има ли политичка култура во македонското избирачко тело? И ова што сакав да го дефинирам исто како еден момент околу повторно овие независни кандидатури поврзано со политичката култура. Ајде. Во период кога имаме нарасната огромна сиромаштија, во период кога државата се соочува, би рекол, со еден ретрограден процес внатре во економијата. Кога самиот, еве сега новиот буџет е на дневен ред во Собранието на Република Македонија, од денес знаеме за цела наредна година дека 300 милиони евра ќе имаме дефицит во буџетот. Владата вели ние тоа ќе го финансираме од кредитори странски и од обврзници. Добро, сето тоа покажува дека наредната година, 2013 година, ќе биде исто така од економски аспект прилично нестабилна година. Значи, што сакам сега да кажам? Во период кога имате, би рекол, економска девастација, како вие ќе успеете да валоризирате независна кандидатура, кога знаете сам дека за тоа ви требаат многу пари? Од каде тие пари? За било кој независен кандидат. Ево од каде пари? Пари директно од фондовите кои што сега ги обезбедува власта.
И пак тоа ќе го поврзам со актуелната власт, дека единствено она има корист од било каква независна кандидатура. Во период кога финансирањето, значи он сега може да се случи да некој од банка нема скршена у џепот, а он тргнал кампања да води. И тоа со независна кандидатура. Таа работа не е возможно, не држи. Пак на крајот се ќе се сведе помеѓу Социјалдемократскиот сојуз на Македонија или помеѓу ВМРО ДПМН. Сега некој ќе рече одма трета опција. Трета опција беше актуелна. Сега нема такви шанси Од или чисти раце на Перо Гошев, добро, преку Тупурковски и преку сите оние форми кои што потоа се обидеа да испаднат на политичката сцена, па не успеа заради тоа што двата главни мастодонти на политичката сцена, СДСМ и ВМРО ДПМН, се толку моćни машинерии кои што не дозволуваат било какво, би рекол, профилирање на нова и идеолошки, но и кадровски позиционирана партија која што ќе биде на центарот, лево или десно. Се едно идеолошката определба. Значи, повторно во таа насока сакам да кажам дека во период, едноставно да дефинираме и да продолжиме другите прашања, во период кога државата мака мачи околу парите, околу финансите, да се решите во ова време да дојдете као независен кандидат, значи мора да сте дебело обезбедени од партијата на власт или од некои други структури, да се впуштите во една таква авантура, бидејќи е сосем јасно, за да биете било што во политиката. Вие мора да имате јасна финансиска конструкција која што едноставно ќе ви овозможи да го реализирате она што го имате како идеја. Јас тоа можам да го правам, заради тоа што стои СДСМ како партија позади мојата кандидатура, стои Сојузот за иднината позади мене и тука не е ништо спорно. Но за сите останати, нека се праша народот како тоа едноставно ќе го обезбедат. Покрај вашите устни ветувања и слушување на маките или на проблемите или пак на замерките, на забелешките на граѓаните, неопходно ќе биде да изготвите програма. Вие и најавивте како партија, како Сојуз за иднината, пишан документ кој ќе биде напечатен и како таков на увид на граѓаните. Ве молам докаде сте со изготвувањето на оваа програма, ќе имаме и шанса наскоро да ја видиме. Се разбира дека програмата веднаш штом ќе биде оформена, веднаш штом ќе биде ставена на хартија, ќе почнеме и со нејзината презентација. Првата фаза од проектот Отвори врата за иднината беше лоцирање на оние проблеми по најразличните мала, по урбани заедници, кои што се важни за кавадарци за наредниот 4-годишен период. Сега кога тој 60-дневен период, значи двомесечен период заврши, почнав и јас со моите сугестии и предлози, но и партијата на централно ниво почна со подготовката на програмата и во таа комбинација за поодделните општини, за сите 84 општини во Република Македонија, вклучувајќи и градот Скопје, ќе се обидиме до период кој што ќе биде не, би рекол, подолг по божичните празници, да едноставно имаме квалитетна програма која што ќе им ја доставиме и на увид на нашите сограѓани и да видат и они сами директно, лично, дека сите оние предлози кои што ни ги дадоа минатиот период во однос на нивните мала, во однос на нивните улици, во однос на сите нивни локални проблеми, дека всушност се ставени и на хартија. Наша интенција, наша намера е да овозможиме програма која што директно ќе извира од желбите на граѓаните. Затоа и се обидуваме, еве и во овој период, преку интензивните комуникации и средби со нив, со народот, да едноставно дојдеме до тези, дојдеме до решенија кои што на крајот ќе бидат колку што е можно повеќе прифатливи од сите наши сограѓани. И за тоа би рекол сме во една фаза во која што можеме едноставно да кажеме дека програмата се пишува исто така под едно прилично интензивно темпо и дека во многу скоро време ќе можеме и да ја објавиме. Сето тоа би рекол е во насока на тоа што очекуваме од друга страна и ВМРО ДПМН највеќе да почне многу посериозно да пристапува кон локалните избори, бидејќи тие се уште се во фаза на мерење, на премерување на рейтинзите на поодделни локални тука во Кавадарци политичари, но и во сите останати општини. И сметаме дека нема никаков пропуст или грешка ако порано ја истакнеме овој пат програмата, ќе имаме и повеќе време да ја пласираме до народот.
За неколку прашања сакам во продолжение да ве допрам, да искоментирате кратко ако може. Многу актуелно е деновиве, овие денеска, вчера и така натаму. Повторно дебакло што го доживеавме во Брисел, недовањето на датум за преговори, големо разочарување кај граѓаните и покрај ветувањето дека потреба се ревизија, повтори така натаму, народот веќе му досади ова играње на Брисел со нашите живци, со нашите национални интереси. Четврта година Може би поред. какви се вашите коментари како граѓанин? Во таа насока би можел само да го искоментирам следното, дека Република Македонија за жал и се нанесе уште една голема неправда. Мислам дека портите на Европската Унија повторно ни се намерно затворени само заради оној, би рекол, неправеден, непринципиелен, од неетички, од правен аспект, неодржлив проблем со името што го има Република Македонија. Ама и Бугарија сега ни се придружи во ова Тоа непријатна ситуација. Па сега круговите у ВМРО ДПМН кои што се блиски до таа, би рекол, структура треба да се запрашаат сериозно и токму за прашањето зошто е сега ставот на Бугарија ваков, но од друга страна сакам искрено и дефинитивно сметаме дека и како политичка партија, но и како луѓе кои што се живеат на територијата на Република Македонија да потенцирам дека сосема јасно дека овој проблем кој што го имаме е поврзан со нашиот јужен сосед, станува, би рекол, влегува во една фаза, во еден период кога ни одзема и многу енергија и наш како сограѓани, но едноставно и на сите овие помлади генерации кои што со душа чекаат деморализирачка ситуација. Да, деморализирачка ситуација, со душа чекаат да влезат во Европска Унија, едноставно тие искуства да ги добиеме и да ги поврзиме. Седно дали ќе биде тоа во образование, во спорт, во култура. Многу напредокот ќе оди побрзо. Таквата ситуација дефинитивно носи разочарување, но Македонија од друга страна ќе мора да продолжи со реформите. Дефинитивно забелешките кои што Европа ни ги упатува како држава ќе мора да ги исправиме, посебно во делот на судството, на корумпираноста во тој дел, на она што значи партизација на администрацијата и мислам на сите оние сфери кои што се нотирани и во извештајот кој што Европската комисија редовно го доставува до Република Македонија еднаш годишно. Но би рекол, ваквата политичка ситуација која што е веќе актуелна сега, емисијата ја правиме во четврток, а утре би требало во петок да биде конечното официализирање на оваа одлука, иако веќе одлуката е позната јасна. Мислам дека ваквата блокада овој пат не директно, туку индиректно преку Франција и Бугарија, едноставно во Република Македонија ќе се одрази, би рекол, со дополнително интензивирање на политичката атмосфера. Затоа испомнав пред малку дека ваквиот момент на европски или на глобален тек нас ќе не однеси до, по мое убедување, до нови предвремени парламентарни избори. Сметам дека дури сега се исцрпени било какви можности. Ниту власта, ниту пак било кој од власта има со што веќе да се фали. Кога неколку години поред не успеваме да го скршиме мразот во тој дел, ни приближно не успеваме да ги доближиме ставовите со јужниот сосед околу клучното прашање, но сега објективно не идуваме и на спор со другите соседни земји. Сметам дека таквата политичка конјунктура неизбежно ќе заврши и ќе не одведе до повторно до нови политички предизвици и до предвремени парламентарни избори. Тоа е моја прогноза, моје гледање на нештата, дали ќе биде така ќе видиме. Сите логики можни, сите можни интервенции во овој дел, се она укажува на тоа дека наредниот период можно е да ни се случат дупли избори, да освен локалните да имаме и предвремени парламентарни избори. Ако не се случи тоа, повторно стои отворена опцијата за нови предвремени избори, но јас сепак сметам дека после ваквата одлука на би рекол европските бирократи да одиме во насока на тоа дека во Република Македонија дефинитивно се ближи нова политичка пресметка. Добро, ајде сега да уште две-три прашања ги елаборираме. Вие во вашите настапи и во советот и воопшто во дискусиите често критикувате или забелешки давате на јавните услуги, на јавните предпријатија, на комуналец и така натаму. И во ова
на ваше гостување и сакате да проговорите дел од некои нови давачки кои се воведени од страна на ЈП Комуналец и ве молам за ваш коментар. Мислам дека и во позицијата која што значи закон за јавни предпријатија, значи во законските одредби, она што значи легислатива во Република Македонија, е објаснато, е кажано, јасно прецизирано дека јавните предпријатија на општинско ниво не смеат да бидат профитни организации. Значи тоа треба да се организации од општествен интерес, кои што служат, односно кои што се во директна функција на сервис на граѓаните. Услуги. Тие услуги се разбира треба да бидат по организација, по цени кои што ги одредува јавното предпријатие и јас не е спорно ако во нешто сум константен, тоа е во гласањето против извештаите на јавното предпријатие Комуналец. Мислам и сметам дека јавното предпријатие Комуналец се претвори во една, би рекол, машина која што успеа на некој начин да извлече многу средства, која вела многу средства, на вистина се тоа многу средства, заради тоа што тоа е документите кои што они ги пласираат на седниците на Совет го покажуваат, директно од правните и од физичките лица на територијата на општина Кавадарци. Не само по основ на тоа што се покачи цената на водата. Туку едноставно и по новиот основ сега кој што е ставен на сметките за вода, што е тоа ново? Се дојде. Па сознанието е дека ново е новиот начин на пресметка на џубрерината. Аха. Значи објаснувањето дека 100 години имал еден принцип Комуналец на пресметка на џубрерината, новиот принцип сега е колку ви е дворот голем, толку ќе ви биде и џубрерината. По основ на тоа дека значи хипотетички колку ви е поголема дворната површина, толку ќе ви биде поголема сметката по основ на џубрерина. Логика тука не гледам, не можам да најдам, зошто е тоа така не знам, освен повторно тоа да го ставам во функција на предизборие, повторно го ставам во функција на предизборен маркетинг, па ја не знам дека било кој од овие одлуки кои што они ги носат во последниот период им одговара. Ние велиме пензиите да бидат од јануар, покачување они велат од март. Сите можни калкулации што ги прават за месец март. Во таа насока веројатно оди и оваа одлука. Сметам дека јавното комунално предпријатие точно е тоа дека мора да биде, би рекол, предпријатие кој што ќе биде рентабилно, да. Но таа рентабилност не треба да значи, често пати колегите во Советот знаат да кажат да се претвори Комуналец во банка. Едноставно. Од таа причина сметам дека во наредниот период ќе мора да се размисли и да се оди во насока како на реорганизација кадровска внатре во Комуналец, но од друга страна и на сериозно, би рекол, менување на оние одлуки кои што сега се актуелни. Дефинитивно, ние сме сосема свесни дека и не го криеме фактот дека е обновен возниот парк. Дека едноставно загубата е елиминирана. Дека загубата е елиминирана, но сето тоа треба да бидеме свесни дека е на грбот на фирмите и на граѓаните. Тие 40 милиони денари кои што годишно ги има како екстра профит Комуналец се директно извлечени од џеповите на граѓаните и на фирмите. Прашањето е следно: дали да се продолжи со тој концепт на грубо, би рекол, издејствување на различни финансиски средства по тој основ и да се каже да, ние сме многу успешни, или да се има малце во предвид и економската ситуација во моментот. Значи треба да се прави во тој дел некаков баланс. А тоа со тужбите пак за застарени долгови од пред 7, 8 или 10 години е посебна приказка и мислам дека Комуналец во тој дел дефинитивно е шампион. Сега, тоа граѓаните треба да го ценат. Треба да гледат. Од една страна, ние сметаме како опозиција и мислиме дека јавното комунално предпријатие, освен што треба да е во функција на граѓаните, треба да е во функција и на економската, би рекол, состојба во државата. На крајот на краиштата, ако годишно се остварува толку профит, ние ќе му честитаме на Комуналец, се остварува. Но од друга страна, да го замолиме тој профит да го инвестира во некакво јавно добро. Што е тоа јавно добро? Јавно добро може да биде од најразличен карактер. Од тоа да го превземат, да го финансират еден спортски клуб, колектив,
во Кавадарци до, би рекол, некаква инвестиција во поотделно друго подрачје. Инаку, да вие правите пари, а да така ви стојат на сметката и само да ги прикажувате во извештаите дека стојат на сметката, мислам дека се непродуктивни, би рекол, исцрпување на граѓаните во овој период на тешка економска криза. И во тој дел исто така ни се концептите различни. Нека судат граѓаните на изборите кои ќе дојдат изборите, дали вреде да се подржи концептот на СДСМ или да се продолжи со ваквото, би рекол, обезглавување на джеповите на граѓаните. Кон крајот на емисијата сме, Китев, од ЗЕЛС најавуваат во наредните 4 години или локалните самоуправи да добијат малку поголеми ингеренции од сегашните. Какви се вашите размислувања во Социјалдемократскиот сојуз и во Сојузот за еднината за ова прашање и што е тоа што би било потребно за да се комплетира или за да продолжи тоа до комплетирање на власта во Македонија, на локалната власт? Мислите тука на процесот на децентрализација? На тоа мислам, да. Неколку кратно кој фазно се одвива во Македонија? Фазно се одвива во Македонија. За жал, децентрализацијата не секаде се одвива со исто темпо. Општините се соочуваат со најразлични проблеми. Основниот, главниот проблем во делот на децентрализацијата е во овие 6 години во Република Македонија е различниот, би рекол, фискален капацитет. Кога велам фискален капацитет, на општината, така? Да, на општината, мислам на финансиски малата моќност, што ја има општината во овој период, не само за Кавадарци, туку и на сите оние општини кои што едва и успеваат да врзат крај со крај и бидејќи нема децентрализација, ако вас буџетот ви е составен од блок дотации. Значи дотации кои што одат за плати и за надоместоци на институциите, здравство и така натаму, кои што се децентрализирани. Се она што значи капитална инвестиција, се она што значи развој на локалната самоуправа, треба да влезе во оној дел што се вика финансиска самостојност, заради една причина да општината може да ги распредели тие средства во најразличните ставки кои што се дел од буџетот за да овозможи развој на градот. ЗЕЛС во таа насока бара да, предпоставам дека и тоа е барањето на заедниците на единици на локални самоуправи, да наредниот период оваа влада, идните влади да овозможат дел од надлежностите на локалната самоуправа целосно паднат под неизино влијание. Тука мислиме пред се на итната медицинска помош. Добре. Тука мислиме пред се на делот што е поврзан со имотно правните работи. Тука мислиме пред се на водењето на матичните книги. Тука пред се мислиме на полициските станици, исто така. Тоа се значи надлежности кои што општината долгорочно би требало да ги комплетно да ги превземе под свое управување. На тој начин ќе има и директна одговорност. Сега имаме една ситуација каде што командирот на полициска станица е избран по предлог, мислам го гласа советот, но е предлог на министерката по законот за полиција, а од друга страна у законот вели мора да има соработка помеѓу локалната самоуправа и уделот на сообраќајот со полициските станици. И во однос на други, се разбира, внатрешно организациони единици кои што се битни и за градот, но и за полициската станица. Значи, сакам да кажам дека во тој дел, сега спомнав полицијата, затоа ја спомнав итната медицинска помош, водењето на матичните книги, имотно правните работи, сето тоа е од директна корист на подобрувањето на животот на граѓаните од една страна, но од друга страна се разбира и давање шанса на општината директно да менаџира со тие процеси, со тие состојби. И јас сум сигурен дека оној момент кога онаа власт, ова сега што е актуелна некоја наредна власт, ќе свати дека едноставно поголемата финансиска моќност, поголемата финансиска слобода на општината, колку е поголема, толку граѓаните во поодделните општини ќе имаат шанса за подобар развој, за повеќе инвестиции, едноставно за водење на што е можно поквалитетен живот. Во таа насока сметам дека и барањата и заложбите на ЗЕЛС се неспорни, и јас кога би бил на нивно место, сигурно дека би го инсистирал на исто. Сметам дека на тој начин процесот на децентрализација ќе се финишира во Република Македонија и ќе се даде шанса на здрава, моćна локална самоуправа која што ќе може да се носи со своите, би рекол, надлежности, но и со капацитетот кој што е по законски основ гарантиран од Република Македонија, бидејќи да не заборавиме локалната самоуправа како посебна власт е дефинирана како темелна вредност
во Република Македонија, што значи локалната самоуправа, општините се третираат како локална влада всушност. Владите на локално ниво се од исклучително значење за животот на граѓаните. Што значи во таа насока сметам дека мора да инсистираме сите заедно да во наредниот период и ЗЕЛС, но и власта да овозможи да се реализираат овие барања на голема група, однос да не речам на сите градоначалници во Република Македонија, да се извршат промени и да се даде поголема слобода во тој дел и да се реализира децентрализацијата до крај. Тогаш кога фискалниот капацитет на општината ќе се зголеми, тогаш ќе имаме многу појасна перспектива на општинско ниво, но од друга страна ќе можеме и конкретно, директно, јасно да се носиме со се она што значи надлежност на локалната самоуправа. Кавадарци е моćна општина, голема општина со голем буџет, но сметаме дека се уште во овие што ви кажав сфери добро е да влијанието од централната падне во локалната власт и затоа всушност и науката го дефинирала со поимот деконцентрација, односно паѓање на власта, преминување на власта од централно на локално ниво. Сметам дека во една таква ситуација Кавадарци има многу посериозна и подобра перспектива. Овде завршуваме, бидејќи терминот го пречекоривме. Китев, ви благодарам што ми бевте гостин во вечерашната емисија. Ние ќе ја продолжиме соработката со Социјалдемократскиот сојуз и со вас лично и во наредниот период. Сигурно ви благодарам и вас што ми давате можност, шанса ќе се гледаме и во наредниот период. Моја обврска, моја желба е да кон граѓаните во наредниот период искрено, честно, одговорно пристапиме со своите замисли и идеи, програмата сега која ќе им ја понудиме и да едноставно им кажеме дека не правиме разлика. И за оние членови на ВМРО ДПМН, но и за оние членови на ВМРО Народно, за сите оние што се сметат дека се десничари во Република Македонија, во Кавадарци, но и за сите оние членови на СДСМ, симпатизери, оние кои што се неопределени, цениме дека локалните избори се добра шанса за едно обединување. Заради тоа што темите што ги дискутираме и тука на емисии, но и во комуникацијата со народот, се обидуваме преку позитивната кампања да дадеме една, би рекол, нов тек на политичките состојби, нова политичка култура и сето тоа, повторно ќе кажам, во насока на подобрувањето на животот на Кавадарци и на кавдарчани. Благодарам, поштен. Ви благодарам и јас вас. Почитувани гледачи, толку во вечерашната емисија Отворено за. Ви благодарам и вам на вниманието и се најубаво.